Расчинетиот свештеник Јован Вранишковски и 18 негови следбеници се осомничени дека переле пари преку невладина организација и купувајќи недвижен имот. Полициската истрака утврдила дека Вранишковски сакал да ги легализира 250.000 евра кои ги затаил од Македонската православна црква, во што му помогнале неговите следбеници. Преку Сдруженијето на граѓани Анастасија со седиште во Нижополе, 18 темина осомничени во периодот од 2007 до минатата година ги раситниле парите во повеќе поединечни трансакции и ги уплаќале како донации на сметка на Сдруженијето. Потоа купувале недвижен имот. Во декември била отворена сметка на Сдруженијето на која легнале 5 милиони денари. Приближно 180.000 евра биле планирани за деловен простор во Скопска лептокарија. Вранишковски пак се сомничи дека купил земјиште во Скопско Нерези кое го платил 140.000 евра. На ваков начин пријавените, користејќи го правното лице, меѓу другото Сдруженијето на граѓани Анастасија од село Нижополе и со купување на недвижен имот на територијата на Република Македонија, а со цел да го прикријат движењето на криминално стекнатите пари и истите да ги покажат пред државните органи како да се легални извори донации, физичките лица и правното лице се товарат дека сториле кривично дело, перење пари и други приноси од казниво дело. На апсењето на приврзаниците на расчинетиот владика Јован Вранишковски и припадниците на неговата ПОА веднаш реагираше Српската православна црква. Во соопштението се наведува дека полицијата брутално се однесувала кон нив. Судската власт во Република Македонија одбива да ја регистрира православната Охридска архиепископија, која нема никакви извори на приход и практично обстојува од помошта на верниците. Па од тука е сосема провидно дека државата под маската на затајување данок спроведува досега најжесток прогон и полициска тортура на верска основа и прогон каков што досега не паметат демократските земји, се вели во соопштението на СПЦ, како што пишуваат упатиле апел до ОПСЕ и до меѓународните организации да ги заштитат како што се вели човековите права и верски слободи во Македонија. Одговарајќи на новинарски прашања, Котевски рече дека до МВР досега не е пристигната никаква представка за постапувањето на полициските службеници во текот на акцијата, но дека во целост се испочитувани законите и полициските процедури.